Благодарам подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес зборуваме за ребалансот на буџетот на Република Македонија. Се изнаслушнавме како овој ребаланс ќе служи за зајакнување на здравствената заштита, за економска стабилизација, за финансирање на главни функции на државата, за мерки за поддршка на економијата, социјални групи, капитални инвестиции и така натаму. Дека буџетот бил во добра кондиција, развоен, како може да биде еден буџет развоен кога имаме 700 милиони евра буџетски дефицит? То не можам стварно да го разберам. Тоа значи дека вие ќе потрошите 700 милиони евра повеќе отколку што има донирано во буџетот на Република Македонија. Или имаме долг од 7 милиарди евра и повеќе, секој месец, односно секоја недела, имавме нови задолжувања, нови кредити, а ништо капитално не видовме во овие, барем во оваа измината година, откако ги земавме кредитите, а да не зборуваме за изминатите 4 години. Значи, реален раст на бруто домашниот производ минус 1,9, а минус 34,4 бруто инвестиции пат во Република Македонија. Сега сакам да ве потсетам за живот за сите, за младите да останат во Македонија. Проект Македонија Мегалополис, што ќе овозможи стасување меѓу најголемите градски центри во државата за не повеќе од 90 минути. Па јас секој ден доаѓам од Битола за повеќе од 2,5 часа. Дали е до мојата перцепција или до вашата, не знам. Меѓутоа, овој проект јас не го познавам досега во изминативе 4 години. Проект Македонија без црни точки, со кој ќе ги санирате сите црни точки во Република Македонија, па благодарение на тоа секој ден имаме загуба по некој човечки живот низ државата од вашите проекти. Проект Македонија без кал. Катастрофа. За изградба на магистрални гасоводи и примена на нови, иновативни технологии до сите урбани средини и со изградба на дистрибутивни мрежи ќе овозможиме користење на природен газ како ефтин, еколошки чист енерген за секого. Битола требаше да биде гасифицирана досега и во секој дом требаше да има спроведено газ. Колку што знам јас, или можеби е до мојата перцепција, тоа нема ни Г од гасовод да се донесе во Битола. Во здравство, бесплатно болничко лекување, изградба и реконструкција болници, враќање на пациентите во центарот на вниманието, зголемување на основната плата на сите здравствени работници за 100%. Значи, зборувавте за основната плата, не за дежурствата. Основната плата за 100% покачување, а не колегите да дежурат по 10 пати во месецот, да немаат свој приватен живот за да можат 80.000 плата да земат. Со што ќе се спречи одливот на кадри од Република Македонија. Замена на мој термин со систем кој ќе гарантира брза и квалитетна здравствена заштита на секое ниво со точно утврдени рокови и обврски, а денес сме сведоци дека не работи, особено во секој понеделник мој термин не функционира. Отварање на медицински, стоматолошки и фармацевски факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Можеби и тоа е до мојата перцепција, стварно не знам. Понатаму,
Во ребалансот ги барав овие сите капиталниве проекти што ги навестувавте во 2016 година и во буџетот и во ребалансот, јас искрено не ги најдов. Еве ќе кажам некои работи. Амбуланти за рурални подрачја 500 милиони денари ги имаше и во буџетот и сега има со иста сума. За кои амбуланти станува збор? Дали е нешто тука направено? Јас искрено не знам. Медицинска опрема за потребите останува иста. Дали досега е нешто реализирано? Во кои болници? Колку што знам јас, во клиничка болница Битола, од каде што доаѓам, ангиографот 3,5 години не работи. Фала Богу, ниеден апарат не е набавен нов. Скенот не работеше до пред 2 недели. Имав писмо од пациенти за тоа да поставам претеничко прашање. Понатаму имате изградба на нов клинички центар. Износот е намален од 221 милион 250 на 24 милиони. Тоа значи дека не планирате и по 4 години значи да го изградите новиот клинички центар, а за во Битола кој што го ветивте дека ќе го изградите и да не зборуваме. Има ставка ситен инвентар, па не знам под ситен инвентар што ќе снабдувате, за каде ќе биде тој ситен инвентар. Не видов со кои средства ги набавивте вакцините, ако навистина воопшто имате набавено. Во приходи од заеми ви се намалени, имате зголемување во делот на донации. Зашто се наменети тие донации? Во делот на плати, од здравство зборувам, и на доместоци има зголемување. Дали со нив се предвидени зголемувањето на платите на здравствените работници, како што ветивте, 100% зголемување на основната плата, или овие се средства за нови партиски вработувања? Меѓутоа, јас не сум против вработувања, меѓутоа сум против неадекватни, нестручни, некомпетентни лица вработени на било кое работно место и затоа ништо не функционира во нашата држава. Мерки за справување со ковид кризата од 0 до 110 милиони денари по основ на донации. Зашто конкретно и од каде ќе ги добиете тие донации? Значи, во делот на материјали и ситен инвентар од 1 милиарда 973 на 2,463, зашто се предвидени тие материјали, за каде се наменети, што ќе се купува. Купувањето на опрема го кажав. Сега нешто ми падна во очи за патни и дневни расходи и материјали. Имате зголемување, средства од донации од 350.000, 15 милиони 350. На што се должи, каде ќе бидат наменети овие патни дневни расходи, за кого се наменети овие средства. Значително имате зголемување на ставката, рековме, материјали и ситен инвентар, меѓутоа кај колоната донации. На што се однесува ова зголемување? Како и на зголемување на машини и опрема, меѓутоа повторно во колоната донации. За животната средина. Заштита на животната средина, вие, борците за чист воздух, пошто ветувајќи чист воздух, шаревте, боевте и дојдовте на власт, ветувајќи дека само што ќе дојдите, воздухот ќе го изчистите, имаме намалување од 884 на 879, управување со отпад имате намалување, управување со отпадни води зголемување од 80.000 на 765.000 денари, за кои отпадни води станува збор, и намалување на ставката загадување на воздухот од 279 на 234.000 денари. И повторно во платите имате зголемување, дали ќе вработувате нови, дали ќе ги зголемувате платите на вработените, тука капиталните расходи ви се намалени. 30 милиони денари заем за третман на отпадни води, сега се намалува на 0.
од 180 години денари на 140 во основниот буџет на Министерството за животна средина ви се намалени средствата за третман на отпадни води и со управувањето со отпад од 33 на 28 милиони, а и за квалитетот на воздухот од 73 на 71 милион денари. Имате само зголемување на средствата за колекторниот систем за Охрид и Струга, па ќе ве прашам докаде е прочистителната станица во Битола, за која што имаше проект, физибилити студија, средства обезбедени, до никаде не паѓаат тендерите. Што се случува таму, навистина не знам. Докаде е процесот на гасификација? Ке повторам, Битола требаше досега да биде гасифицирана. Тоа беше ветувањето, меѓутоа резултат и до ден денес од тоа ветување ние не гледаме. Имате предвидено зголемување на средствата во ставка сообраќај и комуникации. На што се должи ова зголемување? Во која категорија ви се предвидени средствата за изградба на патот градско Прилеп Битола Меджитлија? Каде ви се предвидени средства, во која категорија? Имавме амандмани поднесени и за РЕГ Битола, за набавка на филтри, и за патот Битола Прилеп, кој што го ветувавте, и за патот Битола Меджитлија, и за ангиографот, кој што е расипан повеќе од 3,5 години, и за реконструкција на инфективното оделение во Битола, меѓутоа, ниеден од тие амандмани, ни кога зборувавме за буџетот на Република Македонија, ниту сега во ребалансот се предвидени тие пари и овие амандмани се одбиени. Исто така имаше и за довод вода во селата во општина Могила и Новаци, и тој амандман беше одбиен, така да овој ребаланс спрема мене не вклучува ни една капитална инвестиција. Сите овие средства се за предизборен подкуп. Почитувани граѓани, овие пари што ќе ви ги дадат пред избори се ваши пари. Од едниот джеб ќе ви дадат трошки, а од другиот джеб ќе ви го земат цел джеб полн со пари. СДСМ е најлошото нешто што му се има случајно на Република Македонија. Со покачувањето на даноците ќе ви ги земат парите од другиот джеб, како што ги покачуваат за бензинот, за струјата и за сите, затоа што инфлацијата е зголемена 3%. Денес прочитав еден текст од еден наш режисер и вака пишува: крпен живот за граѓаните, а арамиско гнездо за власта. И благодарам.